Покачување од околу 10% при инфлација од речиси 20%. Ова значи дека лани пензионерите во суштина осиромашиле. Растот на нивните примања не ги следеше поскапувањата на буквално се. Ако споредите тоа што кажуваат за кошничка таеве, тоа е за 4-члено семејство и да е за двочлено, ако се двајца пензионери, мислам овие што се со ниски пензии, не можат да значи основните животни потреби да се ги намерат. Да ви кажам право, веќе тотално, ако сум стара, се разочарувам. Највозрастните граѓани се меѓу најразочараните. Вела државата не води доволно грижа. Поранешниот прв човек на Сојузот на Сдружение на пензионери Драги Аргировски објаснува дека минатата година била лоша за пензионерите, дека дури 230.000 пензионери живеат на работна екзистенција со помали примања од минималната плата. 230.000 пензионери имат пензија до 15.000 денари. Со таква пензија, со тој износ, тешко ќе можат да имат крај, да кажеме, достоен живот да имат. 4 месеци пензионерите останаа без никакво зголемување. Значи, зголемувањето на пензиите треба да иде за целата година. Значи, дури привилегиите што ги имаа пензионерите во претходниот период, бесплатно бајско лекување, бесплатен превоз и така натаму, тоа отпадна. Ништо подобро пензионерите не очекуваат ниту оваа 2023 година. Освен ниските просечни примања, многу сериозен проблем е и недостатокот на пензионерски домови. Изминатиот период воопшто не се вложува во изградба на нови или обнова на постоечките. Не може грижа за пензионери, нема ни еден пензионерски дом изградено овие години. Значи, сите работи што требаше да се добијат во ова трето животно доба, за да се подобри нивниот живот, да имат достоинствен живот во ова време на живење, отпадна. Добар дел од пензионерите се разочарани од владините ветувања. Велат зголемувањата на пензиите се само мачкање на очи, од инфлацијата пред време им ги зела примањата. Пензија испод 25.050, не знам како да го кажам, 1000 евра више доле не се живе. 200 евра му е сметки бе дома на едно семејство, како да го кажам тоа. Мислам дека да сака не може повеќе да направи оваа ситуација. Кај е доволно, колку ти имаш, пак ти е малце. Повеќето од пензионерите сметаат дека до пред неколку години живееле подобро, а за 2023 не се оптимисти, иако како што велат надежта последна умира. Надежда е последна што умира, додека сме живи ќе има надежда. Па можеше и подобро. Секогаш може подобро. За нас е доволно, а сега има некои што не им е доволно. Според најновите податоци на Фондот за пензиско, во Македонија во октомври 2022 имало 332.622 пензионери, чија просечна пензија изнесувала 17.518 денари. Па така за прв пат во историјата, просечната пензија сега е пониска и од минималната плата.